Низа забелешки упатени до Министерството за здравство стигнуваат во однос на предлог законот за заштита од пушење. Од групацијата за производство на цигари алармираат дека иако законот има добра намера, сепак ќе предизвика финансиски и економски последици, без при тоа да има значителни импликации во однос на здравствениот сегмент. Угостителите конкретно реагираат дека ако целосно се забрани пушењето, ќе се намалат и нивните приходи, но ефектот верижно ќе се пренесе и на приходите на добавувачите на храна и пијалоци, бидејќи помалиот промет во рестораните значи и помали набавки. Од Сојузот на стопански комори велат дека новините значат сериозен финансиски удар за компаниите, но и за државниот буџет. Неопходно е фазно имплементирање и период за адаптација наспроти најавата дека доколку се усвои законот, ќе се применува од 1 март. Приходите чинам дека се отприлика околу 250 милиони евра во 2010 година кога беше веќе овој закон воведен. Мислам дека има една естимација дека отприлика 10% од приходите од тутунот се намалени, а тоа сепак ќе значи сериозно намалување во буџетот на државата во однос на акцизи и во однос на ДДВ. Малите трговци, односно табака и мини маркети, кои најчесто се семејни бизниси, стравуваат дека финансиските загуби може да ги доведат во позиција да ги затворат продавниците со оглед на тоа што најголемиот дел од приходот го остваруваат токму од продажба на цигари и тутунски производи. Казината и облажувалниците пак бараат да бидат изземени од законот, односно заради природата на нивната дејност да им се дозволи да обезбедат соодветни простори за пушење. Министерот за здравство Алиу Зателма вели дека веќе одржале неколку состаноци, но ќе ги разгледаат сите реакции, идеи и предлози и ќе разговараат со сите засегнати страни. Ова е сепак само работна верзија на законот, вели министерот, посочувајќи дека има простор за измени, а што ќе биде прифатено зависи од експертскиот тим.